Медиумската концентрација е клучно прашање за слободата на говор и информирањето, за што особено заинтересирани се Советот на Европа и ОПСЕ, а уште повеќе Европската унија, за која ова прашање е еден од условите за преговори. За ова медиско обкружување успешно се вклопува профилот на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Зоран Трајчевски, чија главна мисија беше да се етаблираат и да функционираат партиските медиуми. При тоа Трајчевски како англиска кралица беше недопирлив за ниедна страна. Прашањето е формално, како да го разреши без загуба и да си остане во етерот постаро, само формалната страна да биде запазена, а бирократската логика задоволена. Суштината не е важна. Истите медиумски газди од 90-тите години на минатиот век остануваат главни играчи, со повремена појава на нов фантом или пират. Балканската медиумска индустрија, гледана преку призмата на македонскиот ендемски вид, подразбира дека кога се менува власта, се менуваат и клиентите. Тоа е првиот принцип. Вториот принцип, кога се менува власта, се менуваат и уредниците. И третиот принцип е политичката солидарност, поставена во времето на Љупче Ѓоргиевски и на Бранко Црвенковски, која гласи: кога јас сум на власт, тебе не ти правам ништо, а кога ќе се смени, ти мене не ми правиш ништо и сите се среќни. Шарената револуција пак донесе нов слоган: нема правда, нема мир. Ќе одговараат сите, нема простор за скриен клиентелизам и корупција. Може би гласачите го препознаа овој нов бран, но дали го препозна Зоран Трајчевски, кој што преку својата иторпеа практика, заедно со заменикот председателот на Советот на АВМУ, Милаим Фетаи, како Настрадин Оџа, успешно владеат 6 години и се надеваат на уште еден нов мандат. Никој повеќе не зборува за транзицијскиот проблем стар 26 години, наречен транспарентност на собствеништвото на медиумите. Не е ниту во приоритетните медиумски реформи. Владата, подпомогната од изјавите на челниците на АВМУ, се чини дека го стави под тепих проблемот со собствеништвото, со навидом комплицираните, непристојни и испреплетени врски на политичари, бизнисмени и собственици на медиумите. Методот 3 во 1 како изум на балканскиот транзицијски медиумски простор продолжи да функционира, длабоко игнориран и од новата власт, институциите, па и медиумските здруженија, кои остро повикуваа на раскинување на клиентелистичките врски меѓу медиумските собственици и власта. Формално директорот на АВМУ Зоран Трајчевски побрза да објави дека е решена медиумската концентрација и да потврди дека настапи ерата на транспарентност со тоа што двете најголеми телевизии, Сител и Канал 5, ги сменија собствениците, иако оваа промена беше формална. Неодамна Емил Стојменов, синот на некогашниот министер од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Борис Стојменов, повторно и формално си ја врати собственоста на телевизијата. Трајчевски прави кривично дело со тоа што овозможува на Стојменов, кој е син на политичар, да остане во списите на оваа телевизија со дозволата да се премине законскиот рок. Стојменов доби 19 дена плюс да ја острани медиумската концентрација, додека за останатите медиуми веднаш покренуваше постапка за одземање на дозволата. Постапката за отстранување на медиумската концентрација требаше да биде завршена до 1 октомври 2012 година. Меѓутоа овој рок не важеше за Канал 5, кој што беше продолжен до 19 октомври 2012 година. Трајчевски и АВМУ направија кривично дело што беше премолчено и никој за тоа не одговараше. Според закон, председателот на Советот на АВМУ треба да побара кривична одговорност за Трајчевски и покренување за постапка пред обвинителството за неизвршување на службената должност. Неколку податоци за тоа кој е Зоран Трајчевски. Машински инженер со ВМРО-вска прекоманда во медиуми. Директорот на АВМУ доаѓа по годините поминати на позиции со типично политички назначувања. На горната линија во неговата кариера е во време на владењето на Никола Груевски ВМРО-ДПМНЕ, кога вршел функции чувар на владиниот капитал во државните компании, вклучувајќи и функцијата застапник на владата во Македонски телекомуникации и председател на собранието на акционери. Од владин застапник до председател на Советот на општината Аеродром од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Во неговиот работен век поминува години во управните одбори на државните предпријатија, како Македонски пошти, Комунална хигиена, а бил директор на АДА ЕМО и заменик директор на ЈП Македонска радиодифузија. Куриозитет во неговото CV е дека постдипломски студии завршува на Привредна академија во Нови Сад, Србија, а на истата таа академија се стекнува со научен степен доктор на економски науки. Магистер е по машински науки и енергетска ефикасност и магистер по економски науки.
Во агенцијата поранешен Совет за радиодифузија е од 2011 година. Веќе следната година станува председател на Советот се до 2014. Го спасува законската промена кога добива нов 6-годишен мандат кој му завршува во април 2018 година. Деновиве, од извори во Брисел, се пренесе дека Европската Унија била против промената на Трајчевски од челното место во агенцијата, за која во извештајот на Прибес се нотирани повеќе забелешки. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи подоцна на пресконференција ова го демантираше со образложение дека се бара сите именувања да бидат според законската процедура транспарентни и без никакви елементи на политички и партиски реваншизам. Трајчевски, како што беше добар и послушен играч на претходната власт на ВМРО-ДПМН, се обидува тоа да го прави и со новата, предводена од СДСМ преку индискретното ставање на знаење на одредени партиски структури, дека е тука да угоди. Секако во тоа не му оди во пресред предлогот на законска измена, со која во АВМУ не може да членуваат или да бидат членови луѓе кои во изминатите 10 години вршеле политички функции.